зграда, на тоа место беа откриени широки темели од зграда, правени од камења и баров малтер. Покрај Ѓурѓова црква има повеќе гробови, но и преданија дека тоа се чумени гробишта. На околу 1 километар северно од Ѓурѓова црква има остатоци од олтарниот дел на црква која била посветена според преданието на раѓањето на Свети Јован Крстител и Ванден. Стручњаците ја детерминираат со потекло од 16 век. Јеремија Павловик забележал дека најубавите средновековни цркви во Пијанец биле црквите во Црквинец и град. Тој го забележал и сеќавањето на старите царевоселци, кои како деца оделе на црква во Црквинец. Во таа црква се богослужило се до 1878 година. Како последица на тоа што во 1878 година во Црквинец се најавил штабот на Илјо Малешевски и Димитар Беровски. Од двомесечната слобода на Пијанец, турските банди го запалиле селото и ги разурнале црквата и училишната зграда. Старите црквенци го пренесуваат преданието дека нивните предци со стражија чувале црквата додека можеле, а откако виделе дека не можат да ја одбранат, еден дел од нејзината опрема пренеле во некоја црква во бугарскиот дел на Пијанец. Податокот од турскиот попис од 1570 година, според кој, како даноплаќач во тоа време во Црквинец, се спомнува и поп Милко. Наведува на заклучок дека во 16 век во Црквинец работела црква. Во тој попис, денешното село Црквинец е регистрирано под името Долна Црквеница. На одделни места за истото село се употребуваат имињата Черковци и Црквица. Според истиот попис, тогашниот Долни Црквенец со 80 семејства е помеѓу најбројните села со жители во Пијанец. Тогаш соседното село Габрово имало 35 семејства. Ветрен, со делот кој сега е во Република Бугарија, 49, Киселица 35 и Очипало 42 семејства. За да обстане толков број население на тој простор, неверојатно, црквинци обработувале и дел од земјиштето на Царевоселското поле. На околу 1000 метри североисточно од срушената црква во 1878 година има топоним Богородица и камен крст. Тоа може да значи дека на празникот Богородица таму се одбивале црковни обреди. На тоа место се познаваат остатоци од темели на згради. Во 70-те години на 20 век, при копањето ров за водовод, беше откриен гроб во кој беше пронајдена монета од 9 век. Сето тоа наведува на мислење дека и на ова место имало црковен објект. Во подножието на планината Острец има древен манастирот. На тоа место и денеска се познаваат темели од зграда и има кладенец со вода. Местното население тоа место го одбележа со крст и икона, каде што се приложуваат и дарови. Под манастирот има чешма, позната како Светата вода. Во малото селишник имаше на едно место камен крст, каде што на одредени празнични денови се собираат жителите од тоа мало и извршуваат црковни обреди, а според преданијата, таму се одржувал и црковно народен собор. Според преданието, спроти разурнатата црква, од која има остатоци и сега, на Иванден се одржувал голем црковно народен собор со музика и орол. На тој собор доаѓале соборијани од повеќе места од регионот, а дошла и некоја мома од Цера, која останала тука и се омажила за ергенот земјишник. Сето тоа зборува дека атарот на тоа село континуирано постоеле црковни објекти
во кои се одвивал црковен живот. Тајните канали на ТМРО во Пијанец. Македонското население од Пијанец континуирано го пројавува својот револуционерен, ослободителен дух во втората половина од 19 век и почетокот на 20 век. Тоа население за ослободување од османлиската власт го подигнало разловечкото восстание. Ја организираше народно-востаничката власт во времето на двомесечната слобода на Пијанец во 1878 година. Се вклучи во кресниенското востание и зема многу активно учество во работата на ТМРО. Гоце Делчев имаше забележителен број на верни соработници помеѓу пијанчани. Најмногу активности македонците од Пијанец пројавиле во поддржувањето на тајните канали на организацијата. Преку тие канали од Бугарија во Македонија било внесувано оружје, муниција, пропаганден материјал, а биле преведувани и илегални работни чети во двата правца. Во Кюстендил и Дупница се наоѓале двата многу активни задгранични пунктови на организацијата. Близината до Пијанец на тие пунктови овозможувала повремено или постојано преку него да поминуваат повеќе тајни канали. Според најновите истражувања, преку македонскиот дел од областа Пијанец поминувале 5 такви канали. Еден од многу користените канали во времето на ТМРО, а и покасно, бил каналот кој поминувал од Кюстендилското село Саждени, преку нашето село Саса и понатаму до внатрешноста на Македонија. Преку тој канал Павел Шатев во зимото 1903 година пренесувал динамит за солунските атентатори. Преку него поминувале во двата правца и поголем број на чети пред и по Илинденското востание. Каналот го обслужувале поголем број на жители од Саса, но досега се познати само имињата на Коле, Антон и Геро, како што запишал Шатев во своите спомени, сите од Царавското мало. Гоце Делчев во списокот на организационите луѓе од Саса го забележал и името на Иван Ангелов. Никола Петров Русински во своите спомени соопштува дека за илегални потреби на организацијата бил користен и патот што ги поврзувал Кюстендилското село Раково со делчевските села Селник и Драмча. Помеѓу најфреквентните бил и каналот кој водел од Штип преку градот Виница до делчевското село Илиово, во кој бил предводен преоден пункт па до Ветрен и понатаму до Кюстендил. Во уредувањето на тој канал, заедно со Ангел Баболожанин од Виница, учествувал и Гоце Делчев, кој бил учител во Штип, а и самиот повеќе пати поминал низ истиот. Во литературата се среќава и таен канал кој од бугарското село Црварица поминувал преку Варево село и понатаму за Пехчево, па се до внатрешноста на Македонија. За работата на тој канал не се среќаваат многу податоци, но најверојатно каналот не бил многу активен, затоа што да се дојде од Црварица до Царево село, требало да се помине преку села кои во тоа време биле населени само со муслиманско население. Кај Црната скала, во близина на Црварица, се наоѓала воена и полициска единица, а и во Царево село 2/3 од населението било муслиманско, што не давало гаранција за безбедно функционирање на истиот канал. Преку дел од пијанечките села поминувал и Малишевскиот канал. Од Дупница и Лешко во Бугарија некои пратки и нелегални работници поминували преку селата Панчарево, двата Истебници и селото Разловци. За користење на тој пат се среќаваат податоци и во преписката на Гоце Делчев и спомените на Русински. Како соработници на тајните канали во Пијанец биле ангажирани поголем број намештани од Царевоселско. Во писмата на Гоце Делчев и во останатата литература од Царевоселско се споменуваат имињата на Тошо од Илиово, Митко Георгиев од Киселица, Коле Циганчето од Селник, Јане Бумбарот од Драмче, Стојца Чорбаджиски од Панчарево и многу други.
Во писмата на Гоце Делчев се спомнуваат Розговчани, Ветренци, Вачковци кај Грамче и други. Видно учество во работата на ТМРО земали и бегалци од Пијанец, кои во 1878 година се нашле во Бугарија, во најголем број во Кюстендил и Дупница. Според некои нецелосни податоци, во тоа време од денешно Делчево и Каменица, таму се нашле околу 2500 бегалци. Само во Кюстендил од Пијанец се населиле над 700 души, од кои Царево село над 300. Тие луѓе верувале дека преку активностите на ТМРО ќе се дојде до ослободување на Македонија, па тие ќе можат да се вратат во своите родни огништа. Висок соработник на Гоце Делчев во Кюстендил бил адвокатот Григор Бојаджиски, кој бил бегалец од Царево село. Григор е син на Митко Бојаджијата, кој во времето на двомесечната слобода на Пијанец 1878 година беше член на времената управа на слободната територија. А